Првата агрометеоролошка станица во источниот регион денеска е инсталирана во кругот на Институтот Зорис во Кочани. Инсталираната технологија на земјоделците од овој дел треба да им овозможи информација од клучно значење за нивната активност. На секоја агрометеоролошка станица ќе биде имплементиран софтвер со кој што ќе добиваат информации за модел за прогноза на болести за култура која што ќе биде однапред определена. Меѓутоа постои можност да бидат надоградени, да кажеме, една станица да има и повеќе модели за прогноза за повеќе култури. Освен во Кочани, во наредните денови ваква агрометео станици ќе бидат инсталирани во сите 11 општина од регионот. Со тоа што до крајот на месец ноември треба да биде поставена по една агрометеоролошка станица во секоја општина. Вредноста на проектот е 2 милиона денари преку програмата Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој. Што овој проект значи за земјоделците и сточарите? Овие станици, агрометеоролошки станици, се неминовни, затоа што Европа одамна ги инсталираше таквите нешта за да може да припомага на земјоделците. Значи, припремата на земјоделецот е со примањето на самата информација. Се разбира дека тие агрометеоролошки станици ќе имаат свој центар од каде ќе се дисеминира преостанатата констатирана фактичка состојба што какво време ги очекува земјоделците, а со тоа и ќе се стават во една сериозна подготовка. Иако еден од клучните фактори на успех во овој сектор е прецизната временска прогноза со оглед на просечната старост, прашање е колкав процент од нашите земјоделци ќе успеат да се снајдат со предизвикот модерна технологија и дали поради ова кај голем дел од нив се ќе продолжи постаро. Инсталирањето на станиците е во рамките на проект кој се реализира од страна на Источнопланскиот регион, а парите во висина од 35.000 евра ги обезбедува швајцарската агенција за развој и соработка.